Pinokio. Еднаш во едно далечно време си живееше стариот столар кој што се викаше Џепето. Еден ден тој направи дрвена кукла, што личеше на дете и го нарече Пинокио. Колку сакам ова дете да беше вистинско, тој рече натажено. Една добра самовила, која што тука поминуваше, ги слушна зборовите на Џепето. Таа вечер, таа испрска малку волшебна прашина на дрвената кукла и Пинокио оживеа. Но запамети, таа му рече на детето, ако сакаш да бидеш вистинско дете, ти мора секогаш да бидеш добар, за да може татко ти Џепето да се гордее со тебе. Џепето премногу го сакаше Пинокио. Тој купи книги за Пинокио и го испрати на училиште за да стане многу паметно дете. Но Пинокио беше прилично палав. Тој и неговите другари не одеа на училиште за да играат и да се забавуваат цело време. Кога Џепето разбра за ова, тој беше многу лут. Дали ти не беше во училиште? Тој праша. Палавиот Пинокио одби да ја каже вистината. Не, тато, тој одговори и неговиот нос стана подолг. Всушност, секогаш кога Пинокио ке кажеше лага, неговиот нос стануваше подолг и подолг. Секогаш другарот на Пинокио, клукај дрвецот, мораше да го клука носот на Пинокио за да му се врати во неговата нормална големина. И секогаш Пинокио ветуваше дека ќе биде добро дете следниот пат. Но Пинокио брзо ги забораваше неговите ветувања. Тој си мислеше: училиштето воопшто не е забавно, не сакам да учам веќе. Сакам да имам големи авантури. Така Пинокио и неговите другари побегнаа од дома и отидоа да живеат во еден циркус. Меѓутоа Пинокио набрзо разбра дека животот во циркусот воопшто не е забавен. Тој работеше секој ден и премногу му недостигаше татко му Џепето. Плюс, затоа што тој престана да оди на училиште, му пораснаа 2 огромни магарешки уши, утриот Пинокио. Потоа еден ден тој слушна страшни новости. Џепето, кој што го барал синот на секаде, бил голтнат од некој огромен кит. Веднаш Пинокио тргна да проба да го спаси неговиот татко. Најпосле Пинокио го најде китот. Но веднаш штом китот го виде него, тој него го голтна. Внатре во стомакот на китот, што мислиш? Кого го виде тој? Тоа беше Џепето. Колку среќни беа двајцата кога се видоа еден со друг. Јас имам план за излегување, рече Пинокио и почна да го скокотка китот по стомакот. Веднаш штом китот ја отвори неговата уста и силно кивна, Пинокио и Џепето излетаа надвор. Пинокио и Џепето најпосле стигнаа дома безбедно. Самовилата беше толку задоволна со храброста на Пинокио, што таа одлучи него да го претвори во вистинско дете од месо и крв. Од тој ден
Тој беше многу добро дете кое веќе никогаш не изостануваше од училиште, а таткото и синот потоа среќно си живееја. Ти се допадна приказната?